Програми од трета категорија, што не се препорачуваат за деца под 12 години. Неопходен е надзор од родител или старател. Избери живот. Ја цело време гледам некои дечки се мотаат околу осигурачите. Повелете? Па Миленко ни рече ова е наша канцеларија. Што е ова? Скриена камера? Миленко ме прати, рече дека ова е мојата нова канцеларија. Да влезе инспекција овде кузне што се ќе најде. Што те тебе сите работат вака? Ало, во затвор се оди заради ова. Сите што не носат униформи се казнети и точка. Престани да снимаш Марковски. Ван, види, имаме 34 на Facebook Live. Сметаме дека треба да го повлечеш видеото од интернет. Јас не сметам така. Директоре, ви известуваме дека ние ќе протестираме во училницата и нема да излеземе од неа се дека не се исполнат нашите барања. Сара! Што е се работа? Јас снимав Сара на Виктор со друг. По трамвај и по жени не се трча. Така, увек нова доаѓа. Ако не е до Сара? Што? Ако е до мене? Здраво, дечки! Вкупно 1271 лајк и 30.000 прегледи имаше мојот влог за проблемот со униформите. Затоа решив да направам уште еден влог за униформираноста. Сите ние сме различни, секој си има свое хоби, учи што сака, прави што сака. Затоа решив да направам уште еден влог за тие што не се униформирани, за црните овци. Па јас сум различен по тоа што сум ептензавен тип, плюс сите женски ме сакаат. Ја имам супер интуиција. Увек знам која лекција да научам и таа увек ми се паѓа. Е, да бе. Живи тројката по биологија. Јас сум најбољ играч во Warcraft, али ми досади и почнав да играм онакви сторителинг игри. О, јас сум многу добра во зборење. Значи, ептен брзо зборувам. Сакам да раскажувам, знаеш, да бидам новинар, тука да знаеш да стојам, да бидам цела средина од глава до пети и да дознавам се, знаеш, на како се вика, да бидеш прв на место на настанот. Јас сум те жива енциклопедија. Имам многу енциклопедиски познавања од сите дисциплини и у покемон сум најбољи. Јас сум ти комбинација на бубалица. На дете гение со срце напишано мече. Ало, Иван на телефон. Добре, лававо. Да, се навикнав. Важи бе, само кажи кога. Пред собрание за пола сат. Договорено. Колко са? 8. Извини уште еднаш за ова со Сара. Добре, бе, Буки. Стварно е окей. Може да ми направи услуга на некој начин. Јас би го направил иштото да дознаев нешто тако за
Тебе или за Јана. Ај, оди да не закаснеш. Ајде. Тато? Тато. Шо преш? Ти не си у школа? Ти не си на работа? Тука сум по работа. На контрапротест. Па шо да правиш, тоа е? Па не треба си таму? Не сум ја овца бе, сине. Се појавив таму, се потпишав. Се чекам да заврши тоа циркусот и да се вратам на работа. Мама вика дека ова контраши ве протестирале против неа. Ама многу плям па мајка ти, знаеш? И шо сега сте на различни страни? Абе, сине, историски гледано, брачните партнери одувек се на различни страни. Али ти што сидиш тука, ај бричи у школа. Ај мене ќе ме малтретира да те правдам. Ајде, чао. По девојче некој си пуштил таа косата, се шминкаш, женски фризер идеш, а? Дој у бикини, дечко да ти најдем у школа. Остави го, бе. Го претера. Ке ти намалат поведение, ке се чудиш. Да не си го пипнал веќе. Внатре влегувај. Ајде и вие двајца внатре. Добар си. Да ти направи нешто се леп. Нема веза. Навикнав се. Нема му китиш. Он тоа чека. Не сум он. Мене не ми сметаш. И генерално луѓето како тебе не ми сметат. Ајде, чао. Чао. Ало, Ива на телефон. Па бев. Пред собрание. Па се потпишав. Кај Диме, па прашајте го. Уреде е? Добро. Ај ако треба било што кажете. Ваши. Кој идиоти, не ми се веруе. Имам пикаче десно. Ја имам чармавен право. Ајде, чао, живи. Се гледаме вечер. Тато. Здраво, тато. Шо ти е? Сакаш кафенце? Не, бе, тато. Нешто со притисаков внес. Ти не си на работа? Не, на факултет бев. Не бев денес во студио. Ако. Сине. Сега идеш од школа, бе, сине. Кај си е, Боки? Шо е, бе, работа, бе, шо? Па да не си се степал со некој. Бега, бе. Не гледаш дека сум нервозен? Сега гледам дека си нервозен, добро.
Знаеш дека Елена ќе го работи тоа распределбата на станови. Да? Лотаријата, демек. Аха. Господ знае што ќе излезе. Па, што му ја мислиш ти, Господ нека му ја мисли. Види го. Што? Абе, човечки судбини се решаваат. Сиромаштијата што стварно нема каде да спие, пак ќе си остане на улица. Кој ќе добие станови? Тие со партиска книшка. Без никаков критериум. Па тоа е тоа, што да правиш? Избери живот. Имаш право на избор. Браво. И после децата со се вас на улица. Ај смени програмата, мола. Добро. Бојан, како беше у школа денес? Онака. Тато, ај пушти вести да видим. Аман без со тие вести се отрува тие вести. Шо му е? Кај си, бе? Шо е, бе? Шо си така? Од кога знаеш? Шо е тоа важно, бе? Како шо е важно? Криеш од мене дека брат ми е... Еј, чекай малце. И мене ми е брат. Тој што ми давал совети за женски и за врски. Се испадна дека е... не и ке жени. Е, добро да што има врска, да. Како шо има врска? Менува тоа нешто кај тебе? Па менува, зашто... Зашто шо? Од кога дозна дека е геј, ти изгледа поразлично? Не. Па нормално дека не. Виктор си е Виктор без разлика на тоа дали сака мажи или жени. Мене, например, ми изгледа поголем проблем тоа што ти навиваш за Челси, а он за Арсенал. Па реално само со тоа се расправате. Мама и тато не знаат. Нема да си им спомнал. Виктор знае дека знаеш. Не. Значи, збори првен со него. И остави го он сам нека одлучи дали да им каже на мама и на тато. Немој да го форсираш, важи? И може да спијам тука вечер? Нормално дека не може. Се шалам. Може, ама зашо? Шо? Па, не знам. Не можам да бидам у иста соба со него. Глупо ми е. Шо ќе зборим? Бојан, знам дека ти е тешко да го свариш ова. Ама верувај ми дека него му е дупло потешко. И не е проблем, мислам, можеш да спиеш тука вечер, само... Мислам дека нема да му биде сеедно тоа што не кеш да делиш соба со него. Размисли убаво, вежи? Сите надпревари од Champions League само со Магента 1. Одберете го вашиот нов Samsung по одлична цена. 15. Живот во Карпош за сите. Социјалдемократски сојуз на Македонија. Јас сум Златко Марин, кандидат за градоначелник на општина Аеродром и стојам за секој проект во мојата програма. Заокружи 19. Живот во Аеродром за сите. Социјалдемократски сојуз на Македонија. Јас сум Александар Наумовски, кандидат за градоначелник на општина Ѓорче Петров и стојам за секој проект во мојата програма. Заокружи 19. Живот во Ѓорче Петров за сите. Социјалдемократски сојуз на Македонија. Спиеш, Боки? Ама се расправаат овие Лиле и Иван, ко две свекрви се живи се. Да не си ми љутнеш, обе, мали? Спијам.
Тоа и за лесбики, така? Да, бе. А, тоа може. Две женски се топ. Па шо знам, не ми сметаат, ама сепак тоа не е природа. Мене ми се жалење, пошто немаат избор да не бидат такви. Абе не знам, што сакаат нека прават. Ја имам еден трет братучет, педер, усвари не извини, гей. Океј е типот. Ништо не збори за тоа. Повеќе женски за нас така кажат. Скроз е нормално. Не береш кој ќе се заљубиш така. И плюс гей машките се као најболи другари на цел свет. Исто као другарка да имаш само маш кој помото замара. Ти што ќе кажеш? Чекай да малце подобро. Ајде. Може тука. Те заклучи. Бара после. 30:09. Матран. Ти помина. Ништо нема честитање. Пак се заклучи. Чекај да ќе отргнам паспортот. Ништо. Ај после. Викна да снима па ќе ти ја скршам фацот. Буки, како е? Добар си? Имаш некој нов влог? Те биш жена ти е Гајле. Нема многу вода, ќе ти треба тебе? Други ми кажеш шо ти е? 2 дена си ваков. Лјуд си ми нешто? Не. Па шо си ваков цело време? Си бил некад у ваква ситуација? Женски фризер идеш, а? Ај утре облечи бикини да ти најдеме дечко. Предпоставував дека е тоа. Јана ти кажа? Не. Ве видов со Петар. Кај него кола. Зошто не ми кажа одно? Зашто ти не ми кажа? Од кога знаеш? Не се. Што од мал. Ма не е тоа така едноставно. Ми се свиѓа женски, ама исто така ми беше и за некој машки. Како може така? Па нели усредно идеше со Марија година дена? Да, Боки, идев со Марија, да, ама ми се свиѓаше друг. Кој друг? Саша од другиот клас. Не го знаеш. Ја валјда му се свиѓав него, ама ништо не бинно, пошто он, не знам, му беше страф. И ете го сега. Си има жена, деца. Ја знаев дека нема да правам така. Да се кријам. А да ја исто го правам сега со Сара. А ја ти упропастив све? Не. Мислам, да, ама... Болje е така. Ја нака долго време мислам да им кажам на мама и тато. Ако им кажам нив, 100 пати полесно ќе ми биде да им кажам на сите. А овој Саша? Му кажа некад дека ти се свиѓа? Не, бе, Боки, кај, усредно кај нас. Па нели ти него си ме свиѓал? Да, ама не е тоа така едноставно да го кажеш, Боки. Барем не на некој што треба да го чуе тоа. И не у оваа држава, разбираш. Абе, има едно девојче, Ана, ми се свиѓа. Мислам, ја неа дека си свиѓам. Ама многу е таква дигната. Епа, треба да ја кажеш. Да не ти кидне после со некоја женска, па...
Рано е да се шалиме за тема, разбирам. Бидам по туш. Комши, што не звониш, бе? Ами, извини, Иво, доцна си мислев да не сте си легнале, непријатно ми беше. Не, бе, не. Лиле си легна, нешто, глава е боли, ама ја ме знаеш, ти мене ноќна птица. Кажи, што треба? Работала со зградава. Многу сериозна работа. Не знаеш кој се нема замешано прсти во целава ситуација. Јас само знам дека ги нема оние што дремеа пред влез. Ги нема пред влез, ама секој ден од врата на врата доаѓаат. Ја сретнав Тања од Стори и ми кажа дека секој ден им праќаат инспекција во фирмата. И Денко, мажоти, на кардиологија има завршено, човече. Ни глава не може да дигнат. Ма добро бе, може нешто мучкале, праеле, па затоа им пуштат инспекции. Пази, ја не ги знам луѓе, само добро утро, добар ден, али може мучкале нешто. Супер се луѓето, ја ги знам, ти гарантирам. Па добро бе, ако се супер, ако не праеле ништо, значи нема да им најдат ништо, така? Нема. Ке им најдат ако сакаат. И они знаат дека све тоа само заради подписот им го прават. Раде, многу филмчиња гледаш, а? А кај вас како е? Шо како е? Фирми неаме, пари неаме, така да рад сме по тоа прашање. Ами, Иво, ти си играш мајта. Ама ова со зградава е многу сериозна работа. И нема добро да се заврши, ја да ти кажам. Ајде, поздрави ја, Лиле, пријатно. Фала ти, поздрави и ти по дома. Фала. Тато, како е Александар, бе, а? Не знам и не ме интересира. Ај, чао, отидов на факултет. Се скарале, а? Не знаме, че ти си експерт. Видов ја снимаше тапачката меѓу Алекс и Столе пред некој ден. Мислиш Алекс е геј? Не знам. Дека те виделе вчера со него. Сите зборат дека ти е дечко. Не ќе маш. Што знам? Не изгледа така. Што да не ти личам на педер? Не знам. Треба да се докажеш некако. Океј. Па да тоа што сигурен ќе ти докажам. Леле, моите ќе шизнат ако дознаат дека сум со тебе. Зашо? Извини да ти кажам. Што се дешава? Скршија шофер шабна надвор. Изгледа на Денко колава од втори. Ене го излага по пижам. Се насонисте. И ја. Абе, као дозна дека си геј? Што знам така? Едноставно знаев. Да не ти дојде некоја женска на бањата? Не бе, која женска кај нас усредно само се влапавме.
Добро, на крај на средно имавме секс со Марија, ама... Да, првиот пат увек е катастрофа, ама... Мене ми беше тем без вез. Не знам, едноставно, осеќаш кој ти е поубав, мислам, нема филозофија. Денес се бацивме со Ана. Па, боки фраер, брзо реагираш. Браво. И? Па, шо и? Како шо и, овде ко детали ти раскажува свет и како шо, па како беше? Па, добро бе, така, кратко. Ако било кратко, ништо не правиме, брат. И шо ако после ја дознам дека сум геј? Чим си ти волко возбуден женска што си бацил, брат, тешко. А вака не ти личам? Не, Боки, не си ти толку убав за да бидеш геј. Ја бе, ајде. Знаете дека ќе мене во собави се слуша муабето, така? Тоа значи дека се слуша ке мама и тато. Путивко малце. Јана, зборивме за прв бакнеш. Кажи ти нешто. Да, ајде, кажи нешто сега ти од вака женска перспектива. Не може, ми се спија. Ајде, бе. Многу галама ми правите. Многу ми галамите. Ки го постираш ова? Уй! Брат, што правиш ти? Ало, Хари. Иван на телефон. Слушај, може да ме смениш едно саат време? Не бе, не ми е добро. Да, градиве ме стигат, не можам да дишам, да. Фала ти, враќам. Слушај, можеш само одма да се спуштиш, пошто ја ќе идам да не пројде шефот. Фала ти. Извини. Јас стварно не знам како успел да го отличи. Еден селјак глуп ме заеба. Има да му ебам се по список. Бојан, престани те мола. Стварно извини. Ќе скршам од тепање. Сега морам да им кажам на мама и на тато. И онака долго време одлагав. Па сега баш и не е најдобро време. Преку куро веќе. Може да ми направи услуга на некој начин, Бојан? Ако сакаш, ќе се ангажирам и по трет пат на Елава да те докусурам. Има уште некој ден. Тато? Да. Добар рад од работа. Фала ти, Кирко, фала. Ало. Морав да излезам. Па
кажав на Хари да ме меня. Да? Фала ти, брат. Да. Следниот пат ти кога ќе имаш нешто работа, кажи ја тука сум ќе те менјам. Фала ти уште еднаш. Ке им кажа. Сега. Сакаш да дојдам со тебе? И Јана е дома. Не. Ова морам сам. Младен си? Тато тука е. Тука се тишира. Мамо, треба да збориме за нешто. Кажи. Јас сум гей. Хомосексуалец. Да бе, Виктор, знам што е гей. Знаеш колку време чекам да ви кажам? Не знам што ќе правиш со татко. Може заедно ако му кажеме... И што се јако не го знам Ивана? Бојан знае? Знае. Друг? Виктор, мајка. Ти молам, не збори по луѓе. Знаеш какви се овде. А не, Иван, ја ќе му кажам. Не знам, мамо. Хајди, ја ќе му кажам. Идем ја да надвор да ме фати малку воздух. Морам да ти кажам нешто. Кажи, Злато. Ма немој одма да рипаш. Како бе, педер? Слушаш ли мо ти? Што збориш? Иван, ај не се дири, молим. Он ти кажа? А? Е, па заради ова не ни кажал до сега. Зашто знае како ќе реагираш. Како да реагирам, а? Како да реагирам? Не, ние сме криви. Ние сме криви. Чудо, вие другиве двајци испадна ако што треба. Или да не имаш уште нешто да кажеш, а? Сакаш да ти донесам вода? Остави ме, мал пичко матер! Ке кажеш нешто? Ми кажа мајка ти. Разбирам, сине. Млад си. Збунет од тие години експериментираш. Има примери у светска литература. Тато, јас не сум пример од светска литература. Не сум збунет. Туку сум гей. А Сара? Не сум со Сара, мислам. Другари сме. И за тоа не лажеш? Да. Извини, и затоа не сакам да се лажеме повеќе. Подобро ништо да не кажеш. Подобро да останеш со Сара. Да се земете, да имате деца. Тато нема никаква врска со Сара, нема ни да има.
И нели до сега се лутеше што сум те лажал? Подобро ништо да не кажеше. Не. Подобро е вака. Полесно. Полесно е, сине. За тебе. А ние? Тато. Кај идеш? Било каде. Мораше така да збориш со него, нели? Па како да зборам? Со разбирање, Марковски. Да, оно твое разбирање излезе таков кој што излезе. Сега јас сум крива, а? Не, јас сум крив. Како можеш така? Како можеш така? Син Педер горда мајка. Како? У Шведска да живееме. Да не имам избор? Он да не има избор? Има. Да биде нормален муж. Срам да ти е. Сега и ненормален, нели? Ти бе знаеше за ова? Сите у оваа куќа знаеле освен мене. Бре, што не кажа нешто, што не кажа да му помогнеме на детето. А се што да правам? Да го прифатиш. А, и ти ко мајка ти. Швеđанец, а? Он нема да се смени, а и не треба. Ти треба да сватиш. Абе, не ми соли памет што да правам. Немаше да морам, да немав татко затуцан као тебе. Уште не ме 8, вие си спокаравте. Лиле, шо преш? Не, види, абе, за ова, за Виктор, што му се дешава, мора да му помогнеме на детето, да... Чекай бе, Лиле, чекай, слушај малце. Не, све сум смислил, да, имам план. Ама ќе ми треба твоја помош, важи? Земи, ова специалитет на тетка ти Лиле. Многу се вкусни. Повели, Петар. Фала, тетка Лиле. Само освен некоја залутана луш по орев, не се опасни по живот. Еј. Фала, јадев преска. Да. Види, Петар, не знам дали знаеш за ова што се случува со Виктор. Мислам, сигурно знаеш. Дека е геј. Јас сега дознав и, право да ти кажам, не верувам у таа работа. Мислам, дете ми е, го знам, го знаеш и ти, така. Па тоа си мислев, да не има некоја женска, да не пати заради тоа. Он е многу емотивен, целена мајка му. Имаше ону средно една девојка. Да, Марија. Долго време одеа, нагло прекинеа. Многу патеше ради тоа. Па си викав и сега да нема некоја женска што ја сака. Што мислиш ти, Петар? Мислам, малку ми е глупо вака. Ние само сакавме да... Да го извадиме на прав пат. Па тоа си мислев, да не има он некоја друга женска што ја сака, освен Сара. Не знам што да ви кажам. Не е мое. Значи има. Мислам, ти ако не знаеш, кој ќе знае, па се слушате... Ако ви кажам дека има дечко, ќе сакате ли да го слушнете тоа чичко Иван? Не знам што да ви кажам. Не знам како да помогнам. Морам да одам. Пријатно.
Не, нема да чуја. Да ти кажувам, Петар 100% му е дечко. Виктор, нема да одиш таму. Јана, не можам да седам тука повеќе. Ке се смири, Виктор, ке видиш дека ке се смири. Не можам да се расправам више. Ке ти се јавам. Ке им кажам дека ќе си одиш. Немој. Те молам, немој. Само да знаете дека Виктор си отиде. Си исклучил. Ти си крив. Што ако е таков, син ти е? И за прославиме 10.000 субскрайбери, денес имам специјално видео за вас. Ви текнува кога ви кажав да ми пратите видео на тема нешто што се сакале од секад да направите, ама ви било страф што ви кажат другите. Па стигна еден тон супер видеа и ги издвоив и ги измонтирав најдобрите. 1, 2, 3, ајде! Пази се.